Следната тема која ќе обработиме се однесува на повреди од топлина или студ. Да ви опишам една ситуација. Вашето дете сакајќи од тенџерчето да се стави млеко во чашата, тенџерчето се превртува кон него и се полева со врело млеко. Многу честа ситуација. Но пред да преминеме на тоа што може да направите и како да му помогнете на детенцето, да напоменеме неколку работи. Изгореници означуваат оштетување на кожата или на подлежечките ткива, па дури и мускулите и коските понекогаш, заради дејство на хемикали, на UV зраци, заради дејство на врела течност, врела пареа и така натаму. Запомнете, изгорениците тешко зараснуваат, изгорениците многу болат и оставаат трајни физички последици, па и психички. Значи, изгореници настануваат кога течноста е потопла од 49 степени Целзиусови. Изгореници предизвикуваат врела пареа, оган отворен или пламен, исто така и врели предмети. Но изгореници предизвикуваат и UV зраците. Зошто ова го споменуваме? Па едноставно заради малите деца, односно и најмалите бебињата под 1 година, односно сите дечиња под 5 години. Од најмала возраст учете ги за користење на заштитни креми со заштитен, висок заштитен SPF фактор, да користат очила за сонце и да користат заштитна капа. Исто така електричната струја може да предизвика изгореници. Како? Вашето дете додека лази низ собата, штекерот ќе му се види интересен и едноставно со прстињата ќе брцне во штекерот. И на тој начин, бидејќи со двете прстиња ќе го допре штекерот, односно ќе ги допре спроводниците, нормално дека може навистина електричната струја да направи изгореница. Исто така изгореници може да предизвикаат и хемикалии. Нешто што објаснивме во претходната тема. Запомнете го правилото на деветка, бидејќи секој дел од телото изнесува 9%, но кај дечињата е поважно правилото на дланката. Дланката, површината на дланката кај дечињата изнесува 1%. Зошто е ова важно? Па еве, например, како кај нашето дете. Оно се поли со врело млеко, но колкава површина од телото беше зафатена, тоа не е важно. Кај дечиња под 5 години, површина зафатена со изгореници поголема од неговата дланка, односно од 1%, изискува стручна помош. Исто така, изгореници лоцирани на лицето, на гениталиите, на препоните. Исто така, изгореници кои што зафаќаат голема површина, односно рековме повеќе од 1%, изискуваат стручна помош. Кај нашето детенце може би се работи само за црвенило локално, или како што велиме прв степен. Но секако, бидејќи е поголема површина, некогаш се целите градички, стомачето, рачињата зафатени, од таа причина секако ќе побараме стручна помош. Во вториот стадиум секако се јавуваат и пликови, дури и кожата ја менува бојата, и тоа е веќе посериозна изгореница и посериозна состојба. Веќе третиот и четвртиот стадиум секако изискуваат болничко лекување. Понекогаш станува збор за струјен удар. Значи, дали може би детето се фатило за метална цевка, низ која што по некоја случајност поминува струја. Во тој случај многу тешко ќе ја пушти таа цевка. Вие не смеете со голи раце да го допрете детето, бидејќи ќе се пренесе електричната енергија и на вас. Човечкото тело е спроводник. Од таа причина ќе мора да најдете начин да го оттурнете детето од изворот на електрична енергија. Дали ќе го удрите со нога, дали со нешто што не спроведува струја, едноставно оттурнете го. Во тој случај, дури после тоа, ќе може да му пристапите и да му пружите помош. Уште една ситуација. Доколку од некоја причина облеката кај вашето дете се запали, ја зафати оган, во тој случај натерете го детенцето да легне и да се тркала на подот. Или најдете ќебе и покрите го за да го задушите огнот. Но како да му помогнеме и на нашето дете во нашиот случај, кое што се поли со врело млеко? Може би детенцето што го фати штекерот? Или детенце на кое што му се изли
некоја хемикалија. Како да му помогнеме? Едноставно го земаме детенцето и тој дел од телото со изгореницата го ставаме под млас вода. Меѓутоа не кратко, туку подолго време. Цело време ладење под млас вода. Исто така може да го наполните лавабото или може да го наполните било каков сад со вода, да ставите дури и коцки мраз во него и раката или ногата, тој дел од телото да го потопите во вода, во ладна вода. Уште една работа, како кај нашето детенце, бидејќи оно било облечено, а е полиено со врела течност, во тој случај ставете го под млас вода и обидете се доколку е возможно, без да се оштети кожата, да ја отстраните облеката од детенцето. Но само доколку е тоа возможно, доколку не предизвикувате оштетување на кожата. Секако дека големите атмосферски промени може да предизвикаат големи оштетувања. Замислете една ваква ситуација. Вашето детенце си игра надвор на снегот, но си игра многу долго време. И од време на време си ги вади ракавичките, затоа што сака да си игра во снегот, да се маваат со топки со другите дечиња или да прават снешко. Но се доаѓа дома и почнува да се жали на прстињата, како не може да ги чувствува, тешко ги движи, дури може и болка да чувствува. Пред да преминеме на тоа што можете да направите за да му помогнете на вашето дете, да објасниме неколку работи. Ветер-студ индексот е многу важен, затоа што кога има ветер, се зголемува ефектот на студот. И во тој случај детето, односно човекот, човечкиот организам, многу брзо се лади. Од друга страна, топлотен индекс. Повторно, кога има многу ветер, премногу брзо и лесно се препотува човечкото тело и од таа причина многу лесно се дехидрира. Зимно време, како во нашиот случај, кај нашето детенце прстињата беа премрзнати, но може и ушните школки, може сите изложени делови од лицето и секако и носот. Како да му помогнеме на ова детенце, што да направиме? Основно, доколку забележите само може би црвенило, доволно е да ги оставите на собна температура полека да се затоплуваат прстињата. Можете во млака вода да ги ставите, меѓутоа само млака или на собна температура вода, а не топла вода. Исто така, доколку се јават пликови, запомнете, немојте да ги триете рацете. Не ги триете прстите за да ги загреете. Може само да направите оштетување. Доволно во еден сат да ставите вода, млака, полека да додавате топла вода и раката, прстињата да ги ставите во тој сат со топла вода. Од прилика во време трајање од 30 минути. Но има уште една ситуација. Еве замислете дека вашето детенце било слабо облечено или си ја соблекло јакната, зимската јакна, додека си играло надвор на снегот. Во тој случај може да дојде до премрзнување, односно до пад на телесната температура. Под 33 велиме ако се мери под пазувите, или под 32 степени Целзиусови доколку се мери ректално. Во тој случај станува збор за хипотермија. Понекогаш може да има и алармантни симптоми. Детенцето си доаѓа дома, меѓутоа е успорено, конфузно, пребледнато е целото, се жали на мачнина, на главоболка. Тоа се се алармантни симптоми. Во тој случај, доволно е да ја замените мократа веќе облека од снегот, да ја замените со сува, топла облека и да му дадете течности на собна температура или евентуално сосема млаки. На тој начин најдобро ќе му помогнете на вашето дете. Но запомнете, доколку се јават овие алармантни симптоми од типот на нарушен говор, успорен од, нарушен од, конфузно дете, во тој случај побарајте стручна помош. Од друга страна, треба да напоменеме и за другата ситуација. Односно, ако вашето дете долго време, повеќе часови си игра надвор, на игралиштето, меѓутоа изложено на директно, на многу силно сонце,
без да внесува доволно течности. Може да ви се жали на мачнина, може да ви се жали на исцрпеност, но може да станува збор само за топлотно исцрпување. Како тоа ќе го препознаете? Па едноставно, вашето детенце е пребледнато, но е росено со пот и покрај тоа што е малаксано, а говорот е уреден, нема други проблеми, не е конфузно детенцето, доколку измерите телесната температура, истата ќе биде нормална или можеби до 37 степени Целзиусови покачена. Но како да препознаете дали се работи за топлотен шок, односно топлотен удар? Тоа ќе го препознаете по следниве симптоми. Вашето детенце е изморено, силно зацрвенето во лиценцето, кожата е сува, нема потење, дури може да се јави и конфузност, може да се жали и на главоболка. Доколку се јават овие алармантни симптоми и доколку ги препознаете овие симптоми, секако придружени со покачена телесна температура, тоа е основната разлика. Доколку измерите температура, кај детенцето ќе измерите 38-39 степени Целзиусови, во тој случај секако побарете стручна помош. Доколку се работи за топлотно исцрпување, во тој случај расоблечете го детенцето. Дајте му ладни напитоци да пие, дури може и доволно е само на собна температура во почетокот, и давајте му доволно течности да внесува. Доколку е малку посериозна состојбата, во тој случај доволно е и да насочите дури фен кон детенцето, или доколку е потребно додека да дојде брзата помош, а веќе детенцето се влошува состојбата на вашето дете, запаќа во топлотен шок, во тој случај доволно е да поставите и ладни облоги, пакувања на мраз, завиткани во ткаинина под пазувите и во пределот на препоните. Се со цел да го изладиме што побрзо и полесно детенцето.